Почитуван колега, сакам да ве прашам, покрај вака што зборувате напишани текстови, се обидувате да направите драма. Дали вака вие замислувате ние да градиме општество за сите? Навредувајќи не дека ние сме биле алергични на турскиот јазик. Еве да ви кажам, мајка ми зборува и турски и албански. И ние сме биле меѓу турците повеќе од колку вас. Џабе се смеете, џабе сте цинични. Тој 24 април, ке дојде 24 април. Пак ќе изгубите тога што ќе зборувате. Ќе измислувате пак глупости. А во однос на училиштата, еве едно од Прилеп да спомнам, во село Канатларци, комплетно реконструирано, со компјутери кои што работат. Дај дојдете, еве да отидеме до жупа, таму има многу турци, па да видиме колку ќе ве пречекаат вас, колку ќе го пречекаат нашиот коалиционен партнер или нас како ВМРО-ДПМН. Ние имаме турчинка и во извршниот комитет на ВМРО-ДПМН. Бидете малку внимателни пред да навредувате. Значи, нити сме националисти, нити ништо. А во однос на екстерното тестирање, веќе кажавме, ние сме, да, за подобрување на екстерното тестирање и за тоа ќе работиме. Но со ваква реторика гласови не се добиваат. И додека нас не обвинувате за популизам, не обвинувате ова предизбори, она предизбори, ова е чист популизам. А наставниците, децата и целиот македонски народ и заедниците кои што живеат во Република Македонија ќе го кажат уште еднаш своето во април. Ви благодарам. Господинот Ибрахименес, контрреплика. Почитувана колешка, ќе дојде 24 април, не се секирете за брзо. Ама вас ќе ве нема. Допред некое време бевте турчинка, станавте торбешка, сега станавте македонка. После 24 април што ќе бидете? Колега. Пола сат пауза. Ги повикувам координаторите на пратеничките групи на координација. Пола сат пауза.